Почитувани, денес пратеничката група на ВМРО-ДПМН до Собранието на Република Македонија поднесе предлог закон за дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Овој предлог закон предвидува зголемување на пензиите за 20% од месец април 2022 година. Имајќи во предвид појавата на пораст на цените на одделни производи и електричната енергија, кои што се од витално значење за пензионерите, како потреба за подобрување на животниот стандард, сметаме дека треба да се обезбеди зголемување на старосната пензија, но и на сите други останати видови на пензии. Секој пензионер има право да живее пристојно, со доволно средства за да ги подмири основните трошоци за храна, грејење, лекови и друго. Со растот на минималната плата, соодветно е да растат и пензиите, со цел обезбедување на рамноправност и еднаквост на пензионерите со останатите граѓани. Имаме генерацијска должност да се грижиме и да ги почитуваме повозрастните граѓани, кои во еден период допринесувале за државата со својот труд, за тоа што треба да бидеме благодарни сите ние. Доколку не постои зголемување на пензиите, пензионерите ќе бидат доведени до раб на сиромаштија поради неможност да ги подмират основните животни трошоци. Цениме дека со предложеното законско решение ќе се подобри социјалната положба на корисниците на пензија во 2022 година со порастот на сите видови на пензија за 20%. Преку оваа форма, усогласувањето ќе се зачува реалната вредност на пензиите и се заштитува стандардот на пензионерите. Апелираме до парламентарното мнозинство да го подржи овој предлог на закон и заедно, како што се обединивме околу зголемувањето на минималната плата, да и помогнеме на оваа категорија на граѓани на кои што оваа помош им е неопходна за еден нормален живот. Благодарам. Прашања? Дали имаме на темава некој прашање? Да, прво темава. Ние знаеме дека ќе има зголемување, односно оптеретување на буџетот, а немаме направено целосна пресметка. Меѓутоа, она што морам да го кажам е дека една минимална пензија изнесува отприлика 10.500 денари. И сега кога зголемуваме минималната плата на 18.000, сметам и прашувам дали еден пензионер нема право на достоен живот и нема право да зема онолку средства колку што земаме, да речеме, околу минималната плата. Дали трошоците за електрична енергија, за лекови, за секојдневни, да речем, трошоци кои што ги имаат, се помали на пензионерите од другите граѓани. Сметам дека оваа категорија на граѓани треба да го добие ова зголемување како би имале еден достоинствен начин на живот, затоа што знаеме дека тие средства кои што ги земаат не се доволни само за лекови, а не за и нормално преживување во текот на месецот. Па социјалдемократите рекоа дека имаат намера да зголемуваат дел од пензиите, како и да го подобрат животниот стандард. Очекуваме дека ќе го поддржат ова наше законско решение. Начелен разговор не, меѓутоа сметам дека сите работиме во интерес на граѓаните и потребно е некогаш да поддржат и законско решение од опозицијата. Па макар тоа да е и за нормализирање на условите на живот на една голема маргинализирана група на граѓани. Повелете. Прво грешна е формулацијата дека се блокира. Секоја комисија има председател кој што не е во можност да извршува функцијата, како што се две комисии, Комисијата за избори и именување и Комисијата за финансии, каде што се Тимчо Муцумски и Костадин Костадинов председатели, имаат заменици на председатели на комисијата. И тие може да функционираат. Внатре сите комисии имаат членови од сите политички партии.
така да можат да функционираат. И сега тоа што владеачкото мнозинство бара да има мнозинство, за да протне некои кадровски решенија кои што идат од општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз, било да се работи за судството, било да се работи за други сфери или некои второстепени владени комисии, е друго прашање. Луѓе, немаме проблем ние за изгласување на закони, па ние сме изгласали и двотретински закони заедно. Ако се работи за добри решенија кои што навистина ќе тежат. Еве, например, зборувате за уставните судии, па ја би ги спомнал и замениците на народен правобранител. Дајте имиња со тежина за уставни судии, со сиви и експерти кои што одговараат на тоа. Кој нормален во државата не би гласал за експерт Уставниот суд да го вратиме во нормалата? Доста е од тие партиски вработувања кои што Социјалдемократскиот сојуз ги прави. Значи потребно е диалог. Или потребно е предлози кои што ќе ги исполнуваат условите на двете страни. Ако сметаат дека повторно ќе можат председатели на местни организации на Социјалдемократскиот сојуз да бидат во судството, кај што треба да биде деполитизирано, за такво нешто нема да добијат поддршка. Ако предложат експерти од фелата кои што имаат значителни CV-а, никој, ама баш никој нема против да такви луѓе бидат на такви места. А такви луѓе има во државата. Сега тоа дали им одговара на владеачкото мнозинство е друго прашање. Тука е проблемот. Нити е блокирано собранието, секоја комисија може да работи. Не е тука председателот, имаме заменик, имаме членови. Дали имаме мнозинство за изгласување на одредени законски решенија кои што се лоши? Немаме. Дали имаме доволно луѓе за изгласување на законски решенија кои што се добри? Имаме. Апсолутно сметам дека одредени прашања треба да ги решаваме тука. Значи, немам ништо против доколку седнем. Видите што е многу карактеристично и нешто за што треба да размислуваме. Уставните судии, предлозите можат да дојдат на самата седница во која што единствен услов е да биде истакнат правник. Сега тоа е преголема формулација. И во тоа истакнат правник може да влезат сите правници во државата, сметајќи мое лично мислење, субјективно или ваше, дека некој е истакнат правник. Доколку направиме одредени измени, па законски, и тие предлози се доставуваат до собранието, па тие предлози ќе добијат јавност, па ќе ги продискутира и самата, да речам, самата јавност, медиумите, експертите. Малку потешко ќе биде и на самите предлагачи да предложат некој одреден истакнат правник. Затоа во овој момент, очигледно, немајќи го доволниот број за да предложат на самата седница и да не изненадат со некое прашање, потребно е навистина да предложат истакнати правници, луѓе од судството со, како што реков, тешки CV-а, за да имаат доверба и во опозицијата. Вака како што е поставено судството и како што се однесува и како што е оценето. И како што е оценето, нема да добие поддршка амблок од опозицијата. Очигледно, господинот Заев не го почитуваат и во неговата партија. Јас не знам како не им беше незгодно на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, да нешто што јавно го рекол нивниот председател во изминатиот период, дека треба да се укине, сега гласаат спротивно на она што го рекол председателот. Ама нов председател, нови ветришта, ќе видиме на каде ќе оди целата оваа работа. Ние баравме укинување на оваа првинска влада, Социјалдемократскиот сојуз, плашејки се од брзи избори, кои што ќе се случат. Дали тие сакаат сега во моментот или не, народот е тој кој што одлучува, а не раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Остава една, да речам, тампон зона, која што нив им гарантира, согласно постоечкото законско решение за влада, 100 дена околу пржинската влада. Ако сме се сложиле сите дека е нефункционално, дека не ги даде саканите резултати, мислев дека ќе добиеме одговор околу оваа тема. Меѓутоа, ние ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема и ќе бараме ова законско решение да се укине и да се вратиме на уставното законско решение за избор или закон за влада, кое што постоеше и пред 2016 година. Во моментот немам информации за такво нешто, ние ќе продолжиме да разговараме и тука и на сите можни нивоа каде што би требало да разговараме.
Благодарам.